Во време на пандемија владата стимулира коцкање. Остри реакции од Сдруженијето антикоцкање на одлуката со која на граѓаните ќе им се овозможи и онлайн да се обложуваат. Владата со ова, велат, уште еднаш покажа дека важни се бизнис интересите, а не народот. Нашата влада се одлучи да биде од страна на една друга пандемија, односно пандемија на коцкањето. Значи, сега е двоструко, ќе има двоструко играње. Значи, објектите на игри на среќа ќе бидат отворени и онлайн играње ќе има. Ние како движење антикоцкање и многу семејства мислеа дека тие зависници од коцкање се опоравија од таа зависност, од друга страна произлегува дека државата стимулира коцкање. Реагираат и граѓаните. Властите, велат, имаат многу поважни работи да средат. Тебе ипак да се гледаат другите работи. Поважни работи што се. Фабриките да се отворат, продавниците да може да функционира. Коцкањето може да биде и последна страна. Зашто со коцкањето не знам што ќе се доби. Не е време за него. За такви работи не е сега време. Коцкање треба све затворити, а не да ради. Тоа само искористава и младеж, и старост, и све. Од казината и обложувалниците државата добива највисоки давачки. И тука се гледа интересот на владата во сето ова, вели Абдил. Се правдаат со зачувување на околу 8.000 работни места, а не мислат за илјадници други граѓани соочени со губење на работата.